Василкова Мидовска, со колку тоа проекти од национален интерес ке работи оваа година Народен музеј Велес? Согласно објавените резултати од страна на Министерството за култура, оваа година локалната установа Народен музеј Велес доби 3 проекти, односно му беа одобрени 3 проекти од национален интерес и сите тие се проекти од археолошкото оделение. Значи станува збор за археолошко истражување на локалитетот Калес Грополци, за кој што се добиени 219.000 денари, потоа конзервација на предмети од керамика од античкиот период, со посебен акцент на предмети кои што се откриени на локалитетите Тејќе село од Товица, Градиште или Цеглана од Некотино и непознати локалитети. И третиот проект се нарекува Мементо Вивере, односно изложба на камени споменици од збирката на Народен музеј Велес. За последните 2 проекти се одобрени по 102.000 денари. Во оваа прилика сакам да нагласам дека музеот во рамките на објавениот конкурс конкурираше со 4 проекти и од пријавените 4 проекти одобрени се овие гореспоменатите 3 проекти. Археолошкото истражување на локалитетот Калес Грополци представува активност која што се реализира во музеот уште од 2008 година, односно уште од оваа година, од 2008 година, музеот врши истражувања на овој локалитет со посебен акцент на просторот на некрополата. И оваа година истражувањата ќе бидат насочени кон доистражување на веќе евидентираните гробни целини, кои што беа откриени со истражувањата во 2019 година, откривање на нови гробни целини и определување на границите на простирање на некрополата. Во оваа прилика сакам да кажам дека овој локалитет е еден од најистражените локалитети од страна на музеот, но исто така и еден од најбогатите локалитети, затоа што голем број од предметите кои што ја сочинуваат античката збирка на музеот се впрочем предмети откриени со овие истражувања. Локалитетот го опфаќа временскиот период од 4-3 век пред нашата ера, па некаде се до 3-4 век наша ера. Ова зборувам за просторот на некрополата, иако постојат податоци за обстојување на локалитетот уште од 8 век пред нашата ера. Предметите се одликуваат со исклучителна изработка, потоа се многу вредни предмети и впрочем ја покажуваат она релација или влијание на хеленистичкиот или досно хеленистичкиот период долж поврдарието. Ако досега сметавме дека она големо влијание на хеленизмот некаде се простира до просторот на Демиркапија, токму откривањето на новите локалитети, односно истражувањето на веќе евидентираните локалитети на овој простор од поврдарието, каде што тука спаќа несомнено и Калес Грополци, дава една сосема поинаква слика и подобра слика за влијанието на големите антички или досно хеленистички центри и на просторот на кој што се наоѓаме денес. Тука пред се мислам на центрите како што се Пела, Амфиполис или Сол. Се надеваме со овие истражувања дека ќе збогатиме збирката на антички предмети од откриени нови локалитет, а исто така се надевам дека со овие истражувања ќе дадеме и еден дополнителен придонес кон проучувањето на досно хеленистичкиот период. Од друга страна, вториот проект се однесува на конзервација на предмети од античката збирка на локална установа Народен музеј Велес и представува исто така продолжување на еден проект започнат уште во 2023 година, односно во периодот од 2020 до 2023 година се вршеа интензивни евиденции, документации на археолошкиот материјал и откриено е, односно евидентирано е дека во музеот има одредени предмети кои што навистина заслужуваат не само да бидат конзервирани, туку да бидат и презентирани пред научната и пошироката јавност. Токму со интензивна селекција се направи избор на најубавите примероци кои што
ги содржи музеот и сега во текот на оваа година ќе се пристапи кон нивна конзервација, а по завршувањето на конзерваторските третмани, предметите ќе можат да бидат научно обработени, стручно обработени, да бидат презентирани пред научната јавност, пред пошироката јавност, но исто така и да го запознаеме светот со богатството кое што ние го поседуваме. Третиот проект, Мементо Вивере, е изложба на камени споменици и токму и овој проект исто така се базира на публикација или желба да прикажеме што поседува музеот. Изложбата е конципирана и фокусирана на збирката на камени споменици со кои што располага музеот и во оваа прилика замислено е проектот да се реализира на крајот од оваа година во просторот на ликовниот салон и да представува всушност да се состои од 3 дела. Првиот дел ќе бидат изложени некои од најрепрезентативните примероци кои што ги поседува музеот. Потоа ќе бидат исто така презентирани и споменици на фотографии, каде што ќе се даваат основните генерали со кои што се одликува еден одреден споменик, но исто така се надеваме дека ќе имаме и публикација, односно монографско издание, наречено Хаек Фабула Доцет или оваа приказна не учи, каде што ќе бидат представени сите споменици поединечно, каталошки од оваа збирка и каде што ќе се даде една стручен и научен пристап на сите споменици кои што ги поседува музеот. Ова особено сакам да го нагласам затоа што во почетоците овој музеј представува регионален музеј, што значи дека во него се собрани предмети кои што го опфаќаат целото Поврдарје, почнувајќи од Гевгелиско-Дојранскиот простор, па се до Качаничката клисура. Токму заради тоа и збирката на камени споменици од нашиот музеј се состои од предмети кои што ги отсликуваат тековите од античкиот период на просторот на целото Поврдарје. Збирката се состои од скулптури, вотивни надписи, вотивни релјефи, најмногу надгробни споменици и сите тие ги покажуваат тековите на развојот на уметноста, на римската уметност, бидејќи најголемиот дел од нив потекнуваат од 2-тиот и 3-тиот век на нашата ера, меѓутоа покажуваат и одредени особености на камено-клесарските работилници кои што работеле на оваа територија и кои што веќе се неколку пати публикувани во научната јавност. Значајно е што на оваа изложба ќе бидат најголемиот дел од спомениците кои што ќе бидат објавени и презентирани, ќе бидат за прв пат презентирани и пред стручната и пред пошироката јавност.